Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во 8. Ништо ново и по последната средба на председателките на Македонија и Бугарија во Софија. Премиерот вели дека ниту бугарските барања не се нови, но ново е тоа што, како што рече, сега сите можат да видат на какви апсурди се согласила претходната влада. И тој, но и председателката Селјановска вела дека прилично јасно дека уставните измени нема да завршат работа и дека Бугарија ќе поставува и нови барања. Барањата кои ги испорачува Бугарија не се новите кои истите на кои се согласила минатата влада во 2022, вели премиерот Мицкоски по средбите меѓу двете председателки во Софија. Освен менувањето на Уставот, Бугарија притиска и за акцијскиот план за малцинства, работата на историската комисија и вториот протокол, тврди Мицкоски. Иако е оптимист, вели дека разговорите кои се воделе во Софија се целосно различни од тоа што тој го разговарал со Мерци Макрон во Тиват. Тоа се барања од 2022, не се ова нови барања. Тоа што се обидува некој да ги манипулира граѓаните и јавноста во Македонија, тоа е друга тема. Но ова се барања кои што ние ги видовме уште 2022 и затоа рековме дека сме против. Само што чекавме 4 години, или да бидам попрецизен, 3 години, за да тие барања ги слушне цела Европа, светот, но и оние граѓани кои што за жал беа жртви на манипулативната политика на поединци. Не се само промена на Уставот и дел од бугарската земјица во преамбулата. Не. Тоа е само почеток. Тоа е само ја отвараме Пандорината кутија. Следи акцијскиот план, следи работата на историската комисија, следи протоколот 2, каде што работата на историската комисија е само едно од барањата. Таму има можеби 15 на нови барања кои што ние како држава треба да ги исполниме. Дека не станува збор само за уставните измени како барање, потврди македонската председателка по вчерашната средба со Јотова. Не се во прашање само уставните измени, туку се во прашање и други барања поврзани со протоколите што произлегуваат од работата на двете комисии, односно на историската комисија. Толку можам за сега да кажам. Ја потенциравме обврската на сите членки на Советот на Европа, кои се и членки на Европската Унија, да ги почитуваат пресудите на судот во Страсбург. Бугарија очекува Македонија да ги исполни како што велат европските критериуми за членство во Европската Унија. По средбата со македонската делегација од кабинетот на Јотова преку соопштение бараат да се почитуваат правата на македонските бугари и да се стави крај на говорот на омраза во Македонија. Председателката истакна дека Македонија треба да го исполни францускиот предлог од 22 година кој самата го прифатила и кој стана заедничка европска позиција за пристапување на Македонија во ЕУ. Илијана Јотова нагласи дека станува збор за европски критериуми за членство, а не за бугарски барања. За да ги започне преговорите, Скопје треба да ги исполни своите обврски, односно бугарите да ги внесе во својот устав. Скопје и Софија се согласиле разговорите и диалогот да продолжат, но ниту една од страните не прецизира какви конкретни чекори следуваат во однос на интеграциите. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски вели дека посакува редовни избори во 2028 година, но дека неговата влада веќе е во втората половина од мандатот и дека е природно да се подготвува за евентуални предвремени избори. Тој вели дека е подготвен веднаш да излезе на избори, доколку опозицијата тоа го бара. Од следната недела ги започнуваме со коалицијските партнери разговорите. Најпрво сакам да ја слушнеме визијата, да видиме дали таа визија се поклопува, па дури потоа можеме да зборуваме за кадровски решенија. За брго денеска, веќе сме во втората половина од нашиот мандат, ќе имаме парламентарни избори, па граѓаните нека одлучат. Дали овие кои што капитулира, ја ограбија, ја осиромашија, ја уништија Македонија, треба да добијат и еден пратеник, или ние кои што нудиме сосема еден нов, современ концепт кој што се темели на многу работа, напорна работа, вакви објекти из цела Македонија, но истовремено безкомпромисна битка со аргументи и со став за националните интереси. Тоа е она кој што ќе добиете од оваа опција. Од другата опција гледате свитка на кичма, меко ткиво, криминал, корупција, грабеж, понижување, омаловажување, тоа ќе биде изборот на следните парламентарни избори и граѓаните ќе треба да одлучат. Ние влегуваме во втората половина од мандатот
и политички умно е кога ќе влезете во втората половина на мандатот да бидете подготвени на секакви сценарија. Ние сме кажале дека наша опција која што ја преферираме како влада е редовни избори во 2028 година. Но сме подготвени секогаш како политичка партија, доколку тоа опозицијата го бара, да излеземе на терен и повторно да победиме. Опозицијската СДСМ не бара избори, туку реагира на премиерот дека го сменил ставот, откако претходно тврдел дека нема да има предвремени избори. Сега одеднаш изборите се многу скоро. Ова не е првпат Мицковски да ја менува приказната според моменталната потреба. Има двајца Христијан Мицковски. Едниот ќе го враќаше името, најавуваше поништување на Преспанскиот договор, а другиот го прогласи за ремек дело на дипломатијата. Едниот беше против НАТО, другиот сега го фали со членство. Мицковски и неговата банда се плашат од моментот кога ќе немаат повеќе пари за да се одржат на власта, да ја одржат власта и тендерите. Затоа што кога ќе им снема пари за задолжување, ќе побрзат кон избори, стои во реакцијата од СДСМ. Државниот јавен обвинител Љупчо Савевски најавува јавно обвинителска одлука за предметот за наводната шпионажа во кабинетот на Силјановска за многу брзо време. Тој рече дека не гледа ништо спорно во тоа што премиерот телефонски му се јавил, иако како што рече не знае дали тоа е дел од неговите надлежности. Како и да е, дециден беше Савевски, тоа не влијаело на неговата работа. Државниот обвинител Ненад Савевски смета дека немало ништо спорно што му се јавил премиерот, бидејќи како што вели можел секој да му се јави, па и председателот на владата. На телефонскиот повик гледал како на соработка меѓу институциите, бидејќи како што појаснува Савевски, резултатите на јавното обвинителство зависат од условите кои треба да ги обезбеди извршната власт. Како и секој што има право да ми се јавил и премиерот, односно председателот на владата, и тука не гледам ништо спорно. Сум истакнал и во претходно моите дадени изјави дека јас секогаш сум за соработка помеѓу институциите, во случајов комуникацијата помеѓу јавното обвинителство со другите институции сметам дека е неопходна, се со цел токму и во насока на остварување на резултати. Во однос на изјавата на премиерот дека трпението му е при крај заради незадоволителното темпо со кое институциите испорачуваат правда, Савевски вели дека секој имал право да изнесува своји ставови, а обврска на обвинителството било да испорачува резултати и да ги исполни очекувањата. Реакциите не му влијаеле во постапувањето или носењето одлуки. Државниот обвинител најави дека наскоро ќе има јавна обвинителска одлука за случајот со шпионажа во кабинетот на председателката. На заеднички состанок со истражителите од МВР и обвинителството бил направен план за дополнителни истражни дејствија, а се анализирале и снимки од видеонадзорот. Имаше координативен состанок на кој што и јас присуствував. Се направи еден план за понатамошни истражни дејствија. Според она колку што имав увид да се запознам и од надлежниот јавен обвинител и од истражителите, во завршна фаза се истражните дејствија, така да сметам дека во скоро време би имало и јавна обвинителска одлука во врска со тој случај. Савевски информираше дека предметот мазут за кој беше сопрена истрагата е во вишото јавно обвинителство и во наредниот период ќе биде донесена одлука дали ќе бидат земени предвид забелешките на ЕСМ. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Синоќа јутрово се одигра и првите два надпревара на светското првенство во фудбал. Домаќинот Мексико ја совлада Јужна Африка со 2:1, додека Јужна Кореја направи пресврт и забележа победа од 2:1. Мексико ја совлада Јужна Африка со 2:0, Јужна Кореја направи пресврт и ја совлада Чешка со 2:1. Вечерва во 21 часот се игра надпреварот меѓу домаќинот Канада и Босна и Херцеговина, додека во 3 часот по полноќ има уште еден надпревар Соединетите Американски држави и Парагвај. Вестите во 8 завршија, следното издание е во 9 часот. Пријатно.